за контрола на нашето тело да се стави на пиедестал. Храната може да биде причинител на одредени заболувања, но и лек. Помагајќи му на организмот да се задоволи со материите кои му се потребни, истиот возвраќа благодетелно. Но од каде да се започне? Како да откриеме која храна најдобро соодветствува на нашиот организам? Одговорот ќе го побараме во гените. Човековите гени се динамични, даваат одговор на влијанието од надворешната средина, минатото и начинот на исхрана. Од зачнување, детство, младост, зрелост, старост. Преку соодветна исхрана можеме да ја зајакнеме работата на некои гени, а некои да ги стишиме, со што значително можеме да го подобриме здравјето. Всушност, можеме да го промениме однесувањето на нашите гени. Некои од нас се родени со штедливи гени, гени кои јалуваат секоја калорија и ја складираат во облик на маст. Истите потребно е да се стишат. Некои пак се родени со реактивни гени кои налагаат нашиот имунолошки систем кога има и најмала закана да реагира. Органика денес го нуди одговорот за начинот на исхрана според генотип, одредување на генотип и благодетите кои ги причинува ваквиот начин на исхрана. Сето ова благодарение на разговорот воден со доктор Драгица Зенделовска. Јас со оваа проблематика се бавам повеќе од 10 години, меѓутоа на запад е веќе итекако, ајде да кажеме, еден од начините на кој што многу се посветува, особено во научни кругови, се посветува доволно внимание за да утврдиме и да видиме како храната делува на нашите гени. Значи, како со храната практично да превенираме, односно да го намалиме ризикот од појава на заболување. Значи, генотипот во суштина во вистинска смисла на зборот, представува една група на гени кои што има една индивидуа. Меѓутоа, кога зборуваме за исхрана по генотип, тогаш не само тој генетски пакет кој што вие го имате добиено од вашите родители, туку се земаат предвид и нивната интеракција со околината, нивната интеракција со храната и блиското фамилиарно минато или историја на болести во вашата фамилија. Значи, во суштина, генотипот ја опфаќа и епигенетиката, а епигенетиката е навистина дел од наука која што се бави со влијанието на храната и на околината врз нашите гени. Оно што е многу битно, кое што ние треба да го разрешиме како проблем и да сватиме дека во суштина нашите гени не се фиксен комплет. Значи, нашите гени такви какви што ги добиваме, во текот на нашето живење се менуваат, значи може и да мутираат. И затоа велиме дека храната е една од најважните, како да кажеме, причинители на појава на различни заболувања, бидејќи храната и такако може да влијае на мутацијата на гените. Кажавме дека можеме да ги менуваме нашите гени, но како да направиме анализа на нашиот генотип, како да знаеме на кој генотип припаѓаме? Така, навистина, значи пристапот во однос на исхраната треба да биде индивидуален. Меѓутоа, како што постојат 4 крвни групи, така постојат и 6 генотипи, и покрај тоа што ние сме неколку милијарди на земјата. Генотипот и исхраната по генотип е една процедура која што е малце комплексна и која што ја опфаќа интеракцијата на тие гени со околината, така да се земаат повеќе параметри кога се одредува генотипот. Тоа е основната поента на исхраната по генотип. Значи, за да дојдеме до тоа на кој генотип вие припаѓате, прво се зема, значи, анамнеза фамилиарна. Се одговара на неколку прашања во смисла со какви типови на болести вашите родители, вашите баба, дедо и така натаму се оди до трето колено. Освен таа фамилиарна анамнеза која што се зема предвид, понатаму се земаат биометриски податоци. Значи, биометриските податоци вклучуваат должина на нозе, должина на торзо, ширина на глава, должина на глава, се со цел да видиме дали вие сте брахицефалични, мезоцефалични и така натаму. Потоа се земаат податоци исто така од должината на прстите,
Бидејќи во суштина се мерат и вториот и четвртиот прст на секоја дланка, се утврдува дали воопшто постои асиметрија која што има врска е поврзана, значи со стрес, меѓутоа се зема и односот на должината на прстите кој што е поврзан со работата на коксовите гени. Покрај тоа, земаме и други податоци, значи ја мериме должината на бутната коска, се гледаат улнарните линии односно отисоците од прстите, се гледа гонијалниот агол на вилицата и така натаму. Значи, се мерат обеми на половина, обеми на колкови и сето тоа треба да се искомбинира за одредена индивидуа заедно со присуство на различни болести ако воопшто постојат или пак евентуално ако тоа го правиме превентивно да можеме да ускладиме исхраната спрема неговите потреби. Значи, генотипот во суштина е најдобро да се прави превентивно, затоа што практично тој ќе содржи храна или типови на храна кои што можат да ги подстикнат вашите добри гени и типови на храна кои што треба да ги исклучиме се со цел да го намалиме негативното влијание на тој вид на храна на оние штедливи гени или гени кои што би ни диктирале различни заболувања. Значи, за да ја сватиме целата таа програма, во суштина би кажала дека генотипот ја исклучува храната која што токму влијае на штедливите гени. Имате индивидуи кои што во суштина имаат такви штедливи гени и кои што буквално ја користат секоја калорија која што вие ќе ја внесете по пат на исхрана. Кај таквите генотипови треба многу внимателно да се направи режимот, се со цел да се исклучат јаглехидратите, простите шеќери, кои што понатаму може да направат проблем, односно може да ја зголемат телесната тежина. Или пак имате генотипови кои што имаат реактивни гени и кај таквите реактивни генотипови треба да се исклучат одредени реактивни протеини. Едни од тие реактивни протеини е глутенот, тука спаѓаат и некои други лектини како протеини кои што ги има и во зеленчукот, кои што ги има во јаткастите плодови, ги има во семењата и така натаму. Значи, за секој тип на храна во суштина, дали е тоа зеленчук, групи на храна, дали е тоа зеленчук, дали е овошје, дали е месо, дали се млечни производи, дали се риба, дали се тоа напитоци, дали се адитиви во храната, во суштина имате три категории на намирници. Намирници кои што се од супер значење, значи тоа се намирници кои што вам ве делуваат како лек, намирници кои што не треба да ги конзумирате и намирници кои што ќе делуваат како храна. Значи, ние ова го објаснуваме и е многу едноставно, меѓутоа комплексен е пристапот и сето тоа треба да се усклади во еден дневен ритам, каде што за една здрава индивидуа во една порција или во еден оброк треба да бидат искомбинирани и добри сложени јаглехидрати, добри масти и секако треба да имаме протеини. Кога е најдобро да се направи овој програм за исхрана по генотип? Во суштина тој се прави само еднаш во животот и затоа е најдобро да се направи колку што е можно порано. Значи, најрано го имаме направено на 6-месечно бебе, а не можам да исклучам и да кажам дека не сме го правеле тоа и кај возрастни луѓе. Најстарата госпоја која што правеше генотип кај нас е 84 годишна жена. Така да, во суштина нема временски период кога можеме да кажеме кога треба да се направи генотипот, но според мене ова исхрана најдобра да се направи превентивно, се со цел да го намалиме ризикот од појава на заболување. Затоа што во суштина самата исхрана и како е битна не само кај трудниците, меѓутоа особено потенцирам кај нив, затоа што тие треба да бидат идни родители, треба да се грижиме за здравјето на бебето. Меѓутоа, епигенетиката има многу големо влијание во тие 9 месеци на пременоста, затоа што во суштина исхраната по генотип е поврзана со одредени метаболни процеси кои што се случуваат во нашето тело. Да речеме, еден од процесите на метилација, за да сватат нашите гледачи, метилацијата се случува во периодот од првата до 8-та недела на развојот на ембрионот и таму еден месец пред породувањето, значи од 8-миот до 9-тиот месец. Понатаму во текот на животот нашата ДНК ги губи тие метилни групи и на таков начин тие веќе блокирани гени кои што биле претходно веќе стануваат видливи и читливи за клетката, па така веќе информациите стануваат читливи, значи предиспозициите се многу поголеми. Затоа со текот на нашето старење практично ние сме повеќе подложни на развој на болести отколку кај децата, затоа што метилацијата кај нив е многу поголема. Тоа е еден од процесите
кои што во суштина го врзуваме со генотипот. Меѓутоа има и други процеси на кои што исто така треба да внимаваме, а тоа е процесот на ацетилација, кој што е обратен процес од метилација, каде што одредени ацетилни групи се додаваат или пак се губат од кога ќе се одмота ДНК ланецот, значи од хистоните. Значи рачунајте дека тој е намотан како калем, па кога се одмотува со процес на ацетилација, тој станува видлив за делот од клетката. Тоа што гледа клетката, таа диктира и веќе се шири таа информација. Така да многу е битно каков тип на храна ќе јадеме, затоа што вие со храната внесувате и макро и микронутриенти, меѓутоа внесувате и различни типови на протеини, кои што се дел од овие процеси на метилација и на ацетилација. Значи, штедливите гени ние треба да ги блокираме со овој тип на исхрана, а оние добри гени едноставно да направиме да зборуваат повеќе под наводници, се со цел да го задржиме здравјето на едно повисоко ниво. Можеме ли да дадеме еден општ приказ како изгледа еден распоред за исхрана според генотип? Дали тоа е дневна ориентација кон одредени, да речеме, јагле-хидрати или протеини, или пак умерено според оброците, зависно од оброците? Значи, навистина зависи од во кој генотип или во која група припаѓате. Значи, како што кажав и како што напоменав, постојат 6 генотипа, меѓутоа за секој од нив, според намерниците кои што им одговараат, понатаму се прави препорака за дневен ритам. Препораката за дневен ритам нормално содржи доручек, ручек, вечера, ужинки и така натаму, кои што треба да се јадат на одредени временски периоди. Меѓутоа, изборот на намерниците се прави од листата зависно од тоа во кој генотип вие спаѓате. Така да, кај одредени генотипови, во суштина, како што кажав, некои типови на јагле-хидрати се исклучуваат, особено се внимава на белите брашни, особено се внимава на житариците во кои што имаме глутен. Така да во одредени генотипови, особено кај реактивните, бидејќи кај тие типови сушност имунолошкиот систем е постојано вклучен. Така да тие имаат буквално реакција и на многу мала провокација. Тие се многу повеќе подложни кон астма, кон автоимуни заболувања, кон алергии и така натаму. И затоа кај таквите генотипови многу треба да се внимава со вклучувањето на таквите реактивни протеини, особено белите брашна и белите пецива. Меѓутоа имаме генотипови кои што имаат, да речеме, кои што се штедливи, тука веќе треба да внимаваме со внесот на калоричните продукти, особено на млекото, на млечните производи, каде што практично калориите кои што ги внесуваме, самото тело едноставно не ги користи, туку ги складира и така веќе имаме некаков зголемен ризик према гојазност, особено во покасните години. А знаеме дека гојазност или дебелината понатаму може да биде причинител за појава на голем број хронични заболувања, на голем број ги знаеме веќе, значи дали е тука дијабетот, дали се кардиоваскуларните заболувања, склоноста према различни мозочни удари, срцеви удари и така натаму. Значи самиот генотип веќе нас ќе ни го покаже кој е вашиот ризик, без разлика дали имате присуство или отсуство на одредена болест, затоа што веќе се знае дека луѓе кои што имат по принцип низок раст, самата исхрана по генотипи кога се прави генотипот има врска. Да речеме, затоа велиме го мериме торзото, должината на торзото и должината на нозете. Затоа што односот на тие должините како е поврзан со некои фактори на раст кои што се слични на инсулин, како што се IGF единицата, IGF двојката и така натаму. Така да луѓе кои што имаат низок раст имаат склоност према појава на дијабет, особено дијабет тип 1. Луѓе кои што имаат кратке нозе, тие имаат склоност према коронарни заболувања. Од друга страна пак луѓе кои што имаат висок раст, тогаш имаат склоност према карциноми, особено на репродуктивните органи, затоа што е високо нивото на тие фактори на раст кои што се слични на инсулин, како што ги спомнав, како што е IGF единицата и така натаму. Значи, се има своја приказка, склоноста, меѓутоа не ја гледате преку еден параметар, туку треба да се земат сите параметри, едноставно да се ускладат, меѓу кои што е и крвната група. Меѓутоа, крвната група во суштина во овој случај нас ни треба за да можеме да го ускладиме или да го пресметаме вашиот генотип. Бидејќи крвната група е диктирана само од еден ген, а ние овде сакаме да ги опфатиме буквално сите гени кои што ги има една
индивидуа. Така, постојат денес ни се многу познати оние диети според крвната група, што е зависно или постои ли некоја заемна сличност помеѓу диетата или исхраната според крвна група и исхраната според генотип? Во суштина не постои сличност, односно не е исто, зборуваме за тотално различни работи, бидејќи можеби начинот на поделба на намирниците или на група на намирници во самиот генотип е сличен на исхраната по крвна група, меѓутоа тоа е многу различно. Како што кажав, крвната група е диктирана од еден ген, а ние овде веќе гледаме интеракција на 30.000 гени со исхраната, со околината, вклучувајќи епигенетиката и така натаму. Значи, она што е многу битно да ги напоменеме, постоењето на тие 6 генотипа веќе е многу поразлично од постоењето на 4 крвни групи. Таму беа веќе исхрана за сите 4 крвни групи, овде веќе имаме 6 генотипа. Во Македонија, според моето искуство, нашите генотипови најчесто можеме да кажеме дека луѓето припаѓаат во 3 генотипа, тоа се двојката, тројката и четворката. Воопшто не е лошо дури да ги спомнеме сите генотипови, за да луѓето во суштина имаат представа за тоа зошто се работи. Значи, генотипот единицата ние го нарекуваме ловец и тоа е еден генотип кој што е така и пример за еден реактивен пристап, како што кажавме. Генотип, луѓе кои што припаѓаат на тој генотип се луѓе кои што многу често се подложни кон автоимуни заболувања, кон алергии и така натаму. Тоа се луѓе во суштина кои што се високи, многу тенки, слаби и така натаму. Меѓутоа, кај нив едноставно имунолошкиот систем е постојано вклучен и треба да се најде начин како кај нив едноставно да го одмориме постојаното вклучување на мали провокации на имунолошкиот систем. Двојките се многу чести кај нас, за жал. Тоа е генотип кој што е собирач, меѓутоа токму тој е поврзан со постоењето на штедливите гени. И токму тој генотип е тој кој што ги користи сите калории кои што вие ги внесувате преку вашата исхрана. Така да, како велат едни мои пријатели кои што беа неодамна овде од Канада, велат, ја до сега не сум видела народ кој што јаде толку многу јаглехидрати, толку многу тестенини, толку многу шекери и така натаму. За жал, кај нас поголем процент од луѓето влагаат во тој генотип двојка, меѓутоа токму исхраната богата со шекери и со јаглехидрати кај нив воопшто не е препорачлива, бидејќи токму кај нив е поголем ризикот од развој на кардиоваскуларните заболувања, проблеми со срцето, со крвните садови и така натаму. Затоа кај нив пристапот треба да биде малку поинаков. Значи, ајде да не кажеме, почесто треба да бидат застапени протеините наспроти јаглехидратите. Третиот генотип е учител и тоа е, ајде да кажеме, еден алтруистички пристап на луѓе, каде што љубовта е важна пред се, јас секогаш така велам, тие се многу мирни тивки луѓе, меѓутоа тоа се луѓе кај кои што едноставно пак имунолошкиот систем е селективен. Значи, кај нив дури може да се случи да воопшто немаме никаква имунолошка реакција на одредени типови на патогени, дали тоа ќе бидат бактерии, дали ќе бидат вируси и така натаму. Значи, кај нив па треба обратно да поработиме малце на стимулирање на или на модификација на имунолошкиот систем. Четвртата група се истражувачите, за жал и тие се многу почесто застапени кај нас, тие се исто реактивен тип, меѓутоа поселективни за разлика од единиците. Петките или генотипот петка, тоа е генотип кој што кај нас во Македонија се среќава, меѓутоа луѓето кои што припаѓаат на тој генотип најчесто се од западниот дел на Македонија, тоа се војници и тоа се луѓе кои што не толку често треба да јадат животински протеини. Исто таму имаме селективен имунолошки систем, таму дури исто така и млечните производи се доста лимитирани. И по новиот генотип, тоа е генотипот 6, тоа е номадот, кој што е така, како да кажам, прибрлив во однос на исхраната. Таму е дозволено се, меѓутоа се помалце, затоа што и таму имаме доста рестрикции во однос на исхраната. Така да, сите тие се во суштина различни, сите се разликуваат во намирниците кои што се дозволени или намирниците кои што се забранети и така натаму. И секако постои храна која што буквално е дозволена и кај сите генотипови, така да понекогаш, еве да спомнеме, да речеме дали тоа ќе биде брокула или ќе биде лук или ќе биде кромит и така натаму, такви типови на намирници буквално влегуваат во сите генотипови. Откако ќе го одредиме нашиот генотип, кога можеме да ги почувствуваме првите придобивки од промената на начинот на исхрана? Така,
Значи, во суштина на нашето тело му треба адаптација за било која диета, не само за исхраната по генотип. Кога ќе спомнам диета, многу често луѓето мислат дека тоа е рестрикција на храна. Ние воопшто не зборуваме за рестрикција на храна. Јас сум дури и поборник на луѓето кои што доаѓаат кај нас да јадат и по 5 пати на ден, меѓутоа тоа да биде во умерена количина. Ние многу често сме навикнати да ги броиме калориите. Меѓутоа мора да се свати дека калории од јаглехидрати, калории од протеини, калории од друг тип на храна воопшто не е исто, ако бројката е иста. Значи сите тие метаболизираат на различен начин. Така да во суштина самиот генотип по себе не ве ограничува во однос на исхраната, туку ве ограничува во однос на изборот на намирниците кои што вие треба да ги користите. За секое тело е потребно минимум 30 до 40 дена да направи една фина адаптација на промената која што ја правите. Меѓутоа ние би очекувале веќе во првите 15 на дена да се видат тие промени. Сега, кога зборуваме за генотипот, ние гледаме каде вие сте условно кажано најтенки, каде е тој ризик. И пробуваме во тие 15 на дена до 30 дена на почетокот да можеме да го избалансираме вашето тело и да ја вратиме хомеостазата во едно нормално ниво. Тоа значи дека во тие 15 до 30 дена, зависи од потребите на клиентот, ние можеме да вклучуваме и дополнителна исхрана, можеме да вклучуваме дополнителна суплементација, различни типови на чаеви, различни типови на сокови, различни типови на масла, различни типови на одредени рецепти кои што практично ќе имат за цел да го вашето здравје одржат на едно малце повисоко ниво. Така, значи не ги исклучуваме ниту суплементите кои што се додатоци во исхраната која што е одредена според генотип. Па видете, во суштина, ако земеме предвид дека понекогаш дури не сме ни свесни дека здравото што го јадеме може да не биде здраво, затоа што вие во суштина можете да купите зеленчук и овошје, кој што генерално спаѓа во групата на здрави намирници, меѓутоа може да биде третирано со различни пестициди и хербициди. Сите такви пестициди веќе постојат голем број на истражувања, кои што веќе покажуваат дека токму таквите хемикалии, различни типови на токсични додатоци кои што ги користиме за заштита на растенијата, сушност делуваат мутагено, значи можат да прават различни мутации, различни оштетувања на ниво на ДНК. Во таква ситуација, вие внесувајќи нешто здраво, сушност несвесно предизвикувате да се случи некаква генетска мутација. Кога веќе тоа го имаме како ситуација, тогаш треба да најдеме начин дали исхраната треба да биде богата со органски производи, кои што можете или не можете да ги купите, или во суштина како да најдеме начин сето тоа да го избалансираме. Внесувајќи токсини, нормално ние не ги внесуваме токсините само екзогено во нашето тело, тие се создаваат и како метаболички отпад во нашето тело ендогено, затоа што ние практично функционираме, оксидираме, старееме и така натаму. Затоа треба да внесуваме одредени типови на суплементи, меѓутоа не тоа да биде постојано. Тие суплементи треба да се внесуваат дозирано, треба да се внесуваат во одредена правилна комбинација. Треба да имаме причина зошто ги користиме. Употребата на суплементите треба да биде оправдана и треба да биде во таква комбинација се со цел вашето здравје практично да биде на повисоко ниво. Многу често луѓето користат неправилни комбинации на суплементи, меѓутоа со оглед на таа токсичност, со оглед на пестицидите, хербицидите и сите токсини кои што ги внесуваме, неминовно е ние во последно време се почесто да користиме додатоци во исхраната, токму поради тие слободни радикали кои што се создаваат во нашето тело и токму поради тој оксидативен стрес кој што настанува не само од внесувањето на загадена храна или на токсини, туку настанува и како резултат на стрес и наша лоша динамика на живење. Така да внесувањето на додатоците во исхраната повремено може да не донесе добро. Колку кај нас се уште треба да се работи на свеста дека овој начин исхрана според генотип треба да се направи превентивно пред се, а не откако ќе ги почувствуваме првите симптоми на нетолеранција на одреден вид на храна и понатаму одреден заболување. Спомнавте веќе нетолеранцијата, значи генотипот се случувало кај луѓе кои што покажуваат интолеранција на храна во одреден момент, кога ќе преминат на исхрана по генотип, после одреден период веќе воопшто да не ја чувствуваат таа интолеранција на таа храна што претходно ја имала. Значи,
Тоа е приказната, тоа е суштината на генотипот, да вие внесувате храна која што вашето тело ја препознава како своја. Бидејќи ако внесувате храна која што не е соодветна за вашето тело и за вашиот организам, нормално е дека телото ќе почне да се брани. И на таков начин го активираме имунолошкиот систем, значи имаме блага леукоцитоза кога јадете храна која што не е ваша и телото се бори против таа храна. Значи вие во суштина го трошите имунолошкиот систем на храна која што вам не ви одговара. Токму тука е приказната на генотипот и основата, да јадете храна која што вашето тело ќе препознае како своја, да јадете храна која што е супер намирница. Така да, затоа велам генотипот е подобро да се направи пред да настане болест. За жал кај нас луѓето се уште имаат главната причина посета на нутриционист или на човек кој што ќе им помогне да одредена болест третираат, значи или да им се помогне со одреден тип на храна, го прават токму кога ќе дојде некаква болест. Меѓутоа, морам да се повалам дека во последно време, особено последните година или две, се повеќе имаме клиенти кои што тоа го прават превентивно. Значи свеста веќе почнува да се буди. И тоа е многу добро затоа што во суштина ни чекаме да се појави болест, затоа што вие кога имате присуство на болест, нормално пристапот треба да биде многу поинаков отколку кога тоа го правиме превентивно. Не случајно пред малце ги спомнав трудниците. Значи, вие имате една алела од татко и една алела од мајка и тоа е вашето генетско наследство од вашите родители. Меѓутоа, вие со тоа давате некаков распон. Ајде да речеме, да спомнеме еластичноста на артериите кај вашето бебе. Тој генетски распон е веќе издиктиран од мајката и од таткото. Меѓутоа, дали ќе биде на долниот дел од распонот или на погорниот дел од распонот ќе зависи од тоа како се храни трудницата. Дали храната ќе биде богата со незаситени масни киселини, со доволно омега-3 масни киселини, со доволно витамин Е, намирници, медитерански тип на исхрана, дали ќе внесуваме доволно јаткасти плодови во текот на бременоста, се со цел тој распон или таа еластичност на крвните садови кога ќе се роди вашето бебе да биде на погорниот дел од распонот, а не долу. Значи, ние сме одговорни за сопственото здравје, затоа што во суштина не постои ни една супстанца која што ние ќе ја внесеме преку уста, а нема да има влијание на овој или на оној начин врз нашите метаболни процеси, односно врз нашето здравје. Да и споменеме само и придобивките кај бебињата, значи кај самите деца од нивниот раст и првиот внес на храната после мајчиното млеко. И такако, затоа што вие во суштина ние сме го гледале тоа и го гледаме се почесто, поприсутно е. Значи, бебињата во суштина имаат некаков осет за тоа што е добро за нив, а што не е. И многу често се случува кога ќе им давате храна која што нив не им одговара, тие или ја плукаат, или воопшто не ја сакаат, или ја вртат главата на страна. Тоа не случајно го прават, затоа што во суштина имаат нешто вродено што им кажува која храна е добро за нив или не. Меѓутоа, родителите понекогаш навистина знаат да бидат лоши, грижејќи се или мислејќи дека ако нивното дете не јаде одреден тип на храна ќе настанат некакви последици, па со сила се обидуваат да внесат некаков тип на храна што е тотално погрешно според мене, бидејќи на таков начин, внесувајќи храна, тие што не им одговара на децата го добиваат токму спротивното, а не она што е добро за нив. Така да, затоа генотипот во оваа ситуација може добро да помогне. Едноставно да ви даде една смерница за тоа што е добро за вас, а што не е. Каде можете практично да се делувате благопријатно, што е она што треба да го исфрлите практично. И да го потенцираме сосема на крај исхраната, односно начинот на исхрана според генотип со регулирањето на телесната тежина. Да, самиот генотип сам по себе, ако не го прилагодиме за да ја регулираме вашата тежина, тогаш вие ќе имате во првиот месец можеби губиток на 3 до 4 килограми кој што не се сведува на губење на телесната маса, туку токму исфрлање на метаболичкиот отпад. Меѓутоа, самиот генотип по себе вие можете да го користите за да креирате различни типови на програми, зависно од тоа што сакаме да постигнеме за вашето здравје. Значи, ако сакаме да постигнеме намалување на телесна тежина, во таков случај генотипот се прилагодува и се креираат различни типови на диети кои што нормално одговараат на вашите генотипови, се со цел да ја намалиме тежината. Меѓутоа, во ваков случај вклучуваме храна која што е супер храна за вас
И на таков начин не го малтретираме вашето тело. Односно, слабењето за вас нема да биде проблем, него едноставно вие ќе имате повеќе енергија, ќе ја губите тежината, а ќе јадете и по 5 пати на ден. Меѓутоа ја јадете храната која што одговара на вашето тело, храната која што ги подстикнува добрите гени, а индиректно сме исклучиле храната која што едноставно ете така не ги храни лошите гени кои што ги диктираат информациите. Бидејќи во суштина вие можете да имате ген кој што диктира некаква болест. Веројатноста да ја имате таа болест е некои се 35%. Ако вие постојано го храните тој ген, во таков случај веројатноста ќе осколемите со многу повисок процент. Ако вие не го храните тој ген, во таков случај вие имате многу мала веројатност да заболите од болеста која што ја диктира одреден ген или мутиран ген, зависно од тоа дали сте хетерозигот, хомозигот и така натаму. Значи, во суштина не постои старосна граница кога треба да го почнеме генотипот, ниту пак можеме да кажеме, знаете, генотипот е прилагодлив само за луѓе кои што сакат да намалат својата тежина или требаме да третираме некои одредени болести. Во суштина генотипот е за сите нас. Така. И уште на крај да споменеме колку време одзема оваа постапка на одредување на генотип за секој оној кој што сака да се грижи за своето здравје и да ја планира својата исхрана. Обично консултациите се случуваат во временски рок од 20 до 30 минути додека се земат сите мерки, сите биометриски податоци, додека се земе таа фамилиарна анамнеза, додека се измерат должината на прстите на главата и така натаму. Подоцна подготовката може би ќе ни треба 1 час, понекогаш и 2-3 сето, тоа индивидуално не можеме да кажеме. Меѓутоа ние имаме еден пристап да го направиме првиот чекор, па после правиме и пулс диагностика, разговараме и за другите недостатоци, различни симптоми кои што се јавуваат кај клиентот и тие ја добиваат препораката за 1 ден или за 2 дена и така натаму, бидејќи многу често кај нас може да се случи во еден момент да ви дојдат и 5 и 10 клиенти и така натаму. Вие не можете веднаш да ја дадете таа препорака, туку треба да биде ускладена. Затоа што како што кажав, не го давате само генотипот, него треба да се направи препорака за дневен ритам, треба да се направи препорака за дополнителна исхрана и суплементација, вклучувајќи ги додатоците на исхраната, чаевите и така натаму. Така да тие го добиваат во тек на 1 или 2 работни дена. Така, ви благодарам овде на разговорот. Се надевам дека одговоривме на многу прашања, но и посоветувавме се со цел за подобро здравје. Да, се надевам дека ќе дадеме еден голем придонес се со цел да го сколемиме, како вие рековте, нивото или свеста на луѓето дека се почесто треба да правиме промени во нашата исхрана се со цел да се заштитиме од прерана појава на болести. Токму тоа е целта на самиот генотип, да се намали ризикот од појава на заболувања и практично се во прилог на научни истражувања, бидејќи се повеќе покажуваат дека храната и како влијае на нашите гени. Органика денес го понуди одговорот за исхраната според генотип. Секое добро и довидување до следното наше видување со нова тема.